Илјадници програми, десетици илјади учесници, стотици илјади посетители. Но бројките и статистиката не мора секогаш да ја изразуваат суштината кога станува збор за остварувањата во творештвото и уметноста. Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје 7 децении отворен прозорец кон домашната и светската култура. Исто толку години стимулира, презентира, афирмира уметност и творештво. Од Карпош па до Сарај, како гердан ти се протегаш без крај. Твоите площади, зеленила и згради, јас не ги давам за ништо, знај. Скопје, младост моја, Скопје, радост. Тмурно есенско утро 1944 година, денот кога нашиот град ја доби својата слобода. Дали по 79 години Скопје слободно диша? Да. Слободно дише Скопје и сметам дека е креативно Скопје. Дека на овој простор кај што се наоѓаме ги имаме главните национални институции, односно установи кои што го креваат расположението и ја придонесуваат во градењето на културата на Скопје. Дише ли Скопје доволно во духот на културата? Јас мислам дека дише. Во март месец се одржуваат деновите на македонската музика. Овдека сме на платото пред операта, каде што се отвараат мајските оперски вечери. Во почетокот на јуни е Оф фест и конечно, она што на 21 јуни, првиот ден на летото и светскиот ден на музиката, го прави Дирекцијата за култура Скопското лето. Може да кажете, било кое име, било кој ансамбл од нашата држава, кои што учествувале на Скопско лето. Тоа се врвните уметници, да направи една синтеза помеѓу врвната култура и културата за оние најмалите. Тоа е со театарот за деца и младинци, и оние кои што имаат повисоки критериуми во областа на културата и оние кои што можеби културата ја сваќаат само како забава. Скопје, младост моја, Скопје, радост моја, јас безкрајно те љубам со сите твои утра, закитени со роза. 79 години слободно Скопје. Какво го посакувате за следните 79? До тогаш нема да бидам жив. Ама Какво би сакале вашите внуци да го гледаат? Така. Сакам моите внуци да го гледаат Скопје. Да. Како културна престолнина на Европа, младите луѓе повеќе да ја негуваат културата отколку кич и шундот. Скопско лето, есенски музички свечености, блус и соул фестивал, денови на Европско Скопје е само дел од културната понуда за која жестоко се бори Дирекцијата за култура и уметност. Со средства или без нив, велат, не се откажуваме, затоа што народ без традиција и култура е како дрво без корен и брзо умира. На чардак јадев скара, а за празник тавче гравче знаеш ти. Крај езерце во паркот, од белата фонтана, прв пат сетив љубов што не сви. Скопје, младост